Трошоците растат, сметките стануваат се повисоки, а на граѓаните во ек на криза не им е дојдено до новогодишни прослави. Реагираат дека цените на сите производи биле вивнати до плафон, па така не можеле да закрпат крај со крај. Се пожалие дека животните трошоци пораснале за неколку пати, што значи дека денес платата ни вреди помалку за разлика од лани. Велат и дека повисоките сметки на скоро се не им дозволуваат ниту малку да се опуштат во пресрет на празниците. Не само во Македонија, туку воопшто глобално гледано поскапени се цените на секаде. Тешко, многу тешко е, стварно тешко. Тешко. Треба и дете да помогнеш, да онадиш, многу тешко. Со што да се спремаме со 300 евра? Абе, како спремање? Скапо ли е? Се издржува или тешко? Абе, за јадење имаме, ама што јадеме, прашете ме. Во годината што измина поскапе месото за цели 40%, кое само долеа масло на огнот врз јонака тешката живеачка. Зејтинот од 80 се искачи на 110 денари, зеленчукот односно пиперките скокна на 200 денари, лимоните на 120 и така натаму. Ова за граѓаните значи нов силен удар врз домашното ќесе. Капак на се е и поскапата струја и парно грејење во годината пред нас. Алал да има. И струја и све, ќе поскапат платите, пензиите. Тоа најверојатно ништо. Браво. Само напред. Па ќе имаме уште повише кои барат по контейнери. Многу ќудри, никој тоа не гледа ништо, не сматра едноставно, нели? Не знам што да речем. Помага државата или тешко? Не исто како помагање државата. Научена Македонија да се поскапи. И уличните продавачи се разочарани од скапотијата. Пред нашата камера се пожалие дека ваква лоша година не паметат никогаш досега. Тешко е, брат, тешко е. Многу е тешко. Како се издржува? Па ето, кризно состојба, тоа е. За да се ублажи ценовниот шок од Сојузот на синдикатите сметаа дека итно треба да има зголемување на платите. Вела државата да ги прифати забелешките во врска со зголемувањето на платите, за да не проложи трендот со осиромашување на граѓаните. Минималната плата да биде 18.000 денара, а сите останати плати, согласно колективните договори и систематизацијата на работни места во фирмата, компанијата или фабриката, да бидат скалесто зголемени. Гувернерката на Народната банка вели дека инфлација ќе има, но таа и во 2022 ќе биде на умерено ниво. Очекуваме инфлацијата да остане во умерени рамки. Ако се гледа инфлацијскиот индекс во структурата кај нас, значајно влијание имаат цените на храната и енергенсите. Впрочем, околу 50% од вкупниот инфлацијски индекс зависи од движењата на цените на храната и енергенсите. Болната тема меѓу народот и во 2022 ќе биде куповната моќ. Граѓаните се песимисти дека ќе се живее подобро. Бранот поскапување сериозно ќе удри врз жебот на народот и во годината која што ни предстои. Граѓаните велат дека ценовниот шок ќе се почувствува, но Бога молат тој да не биде премногу голем, затоа што и онака досега не знаеле како врзуваат крај со крај. И додека кај нас високите цени на храната и енергенсите силно удираат по джебот на граѓаните, нема никакви мерки за колку толку да се ублажи ценовниот шок. И покрај благите подобрувања кои ги најави власта, земјава и натаму останува лидер по сиромаштие, но и иселување кое зема се поголем замав.